Лошото време проследено со чести врнежи од дожд веќе предизвика болести кај виновата лоза. Најчеста е пламеницата и пепелницата и во одделни атари по струмичките населени места веќе се забележуваат гниење на младите гроздови, но и сушење на лисната маса. Стручните лица апелираат на соодветна заштита. Заштитни средства, односно фунгициди, за да можат колку толку да го спасат тоа земјоделско производство. Инаку ако на парцели каде што не се вршат тие хемиски третмани, каде што немаше заштита од болести, можам да кажам дека има штети дури до 30 па и 40% од целокупното производство. Се огласи Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, од каде апелираат до лозарите да пристапат кон превентивна заштита. Според нив мора да се има во предвид за каква сорта на винова лоза станува збор и во која фаза е цутењето на самите гроздови. Агроекспертите информираат дека лозарите ќе мора да превенираат во согласно со препораките на стручни лица, бидејќи последиците може да бидат огромни по лозовите насади доколку продолжат ваквите временски услови. Тоа е едно од најзначајните мерки, можам да кажам, мерки за консултација со стручните лица, и јас на неколку наврати апелирам. Значи, немојте секогаш спасот да го барите во хемијата. Значи, во третирањето хемиски. Да, се потребни тие, но мора заедно, тој интегрален метод на производство, да биде заедно со сите пропратни мерки, со избор на сорти, со добра обработка на почвата, со правилно ѓубрење, со наводнување, правилно, посебно еве сега секаде наводнувањето преку систем капка по капка. Сето тоа придонесува за растението да ги има сите тие својства, односно заштитни мерки, каде што полесно ќе ги проброди сите тие негативности кои се случуваат во атмосферата, односно во самото производство. Во државата има над 30.000 хектари подлозови насади, од кои 30% е трпезно, а останатиот дел е со вински сорти грозје.